поле. Поуште Лазарово. Абе какво поле си велиме? Само планини, стрмнини, страв да те фати. Бога ми, кога се искачувавме по тесниот пат, едва и 2 коли да се разминат, а пак не дај Боже камион да најде. Ете ти проблем. Ни идеа морници по телото. Но с полајму на Бога се искачивме. И каква убавина, каква планинска идила. Лазарополе, селото скриено во планинските поли, со прекрасни синори, густи мешани шуми, село на прекрасното сирење и умни луѓе. Бевме чудо невидени. Джагор, луѓе, деца, корзобе, сред бел ден. Може би тој августовски ден во Лазарополе имаше барем 2000 народ. Ама не е секогаш така, особено зиме. Но кој е Лазарополе? Што вели легендата, како настанало? Се смета дека оваа населба е една од помладите, ако не и најмлада населба во споредба со другите мијачки села. Значи, во споредба со Тресонче, Сушица, која е, сметаме дури дека и најстара, Гари, Осој, Селце и така натаму. Значи, тоа е втора половина на 16 век. Под ова име се споменува за прв. Сега во наредниот период се смета дека 8 димковци кои дошли до неа, што ви го спомна мојот претходник од Главиносело, тие водат потекло од Главиносело. Меѓутоа во втората половина на 17 век, значи некаде меѓу 1683 и 1699 зареве на австо-турската војна, кога Македонија зафаќаат миграциони движења поврзани со Карпошовото остание, доаѓаат 2 други големи фамилии од Албанија, поселеници. Тоа се фамилиите на Жунгуловци и фамилијата на Кокалевци, од кај потекнува и Ѓурчин Кокалевски, а исто така и од Жунгуловските фамилии имаме доста познати свештеници кои се познати во историографијата. Вие сте поповски или димковски? Ја су поповски, меѓутоа фамилијата е Димковски. Така се е позната како Димковски, бидејќи мојот прапрадедо што е погребан веднаш до Ѓурчина, Мартин Димковски, тој е првиот свештенослужител и човекот кој ја осветил новоизградената црква. Кога сме веќе кај црквата, како се вика, кога е започната, кога е... Е вака. Црквата е започната во 1832 година без дозвола. Почнато е градењето. Меѓутоа во текот на наредниот период до 841 кога е осветена црквата, се успело да се дојде до документ, односно турски ферман, издаден, благодарение на овие двајца што ги гледате, Ѓурчин Кокалевски и Архимандрит Зографски, кој ги водел дипломатските работи повеќе, вршил притисок врз Османската империја преку русите, вика дека бил добар пријател дури со рускиот император, и успеале да изискуваат ферман, значи дозвола, кој за жал оригиналите не се сочувани, нешто има во Белград, на втор, трет примерок и така натаму. И според некои податоци бил до почетокот на Втората светска војна тука во црквата, меѓутоа после едноставно исчезнуваат тие документи. Кога се гради, кога се освети? Е вака, 832 реков е почната со финансиска помош пред се на ктиторот на црквата Ѓурчин Кокалевски, кој бил богат, моќен човек со многу титули. Александар Матковски го дефинира како типичен представник на македонска селска сточарска буржуазија. Значи човек кој имал десетици илјади овци, ергелиња, коњи, пасишта, кории, шуми и така натаму. Значи финансиски можел тоа да го направи. И завршено? И завршена и реков осветена е на Илинден 1841 година, а во април месец 832 е почната. Ако ви интересира градителите, они што ја граделе, тоа е тајфата на мајстор Стојан од Луково, што ќе видите на надписот, можете да го снимате. Значи градежните работи ги врши мајстор Стојан од Луково. Зографисувањето е на двајца зографи, Михају од Самарина, од Егејскиот дел на Македонија, а после тој е напушта или истерани едноставно од селаните, нешто не им се допаднал и довршува мајстор
Дичо, ни Зограф Дичо, познат Димитрија Дичо Перковски од село Тресунче. Како ви се вика црквата? Црквата се вика Свети Ѓорѓија и за неа имало дилеми дали да се вика Свети Ѓорѓија или Свети Илија. И најден едно соломонско решение, бидејќи ѓурчините сакале селаните да го носи името на Свети Ѓорѓија, а селски празник да се слави Свети Илија. Покрај овците, сирењето и кашкавалот, овој крај е познат и по зографската традиција. Многу цркви низ родината ги украсиле овдешните зографи. Петре е со богата семејна традиција. Потекнувам од зографска фамилија. Меѓутоа, мојата фамилија е доселена во Лазарополе. Потекнувам од зографска фамилија, доселена во Лазарополе од Селце, од Мала река. Зошто сте дојдени тука? Од Зулум? Не од Зулум, тоа е подолга историја. Мојот чукундедо, прадедо, бил побратим со Ѓурчин Кокале. Меѓутоа, најверојатно се побратимиле заради тоа што бил зограф. И настојувал Ѓурчин Кокале, како што настојувал и за други да се доселат, зашто тој имал една девиза: што повеќе луѓе, толку побезбедно село. Затоа тој привлекува луѓе да се доселуваат во Лазарополе. На тој начин и мојот прадедо е дојден тука. Меѓутоа, прадедото не сакал, поправо не можел сам да одлучи да дојде тука, морал татко му да го праша во селце. Освен тебе, кој друг бил зограф во семејството? Ако одиме наназад, брат ми, татко ми, дедо ми, прадедо, уште еден прадедо. Јас по професија, мојата професија не е зографска, меѓутоа јас бев просветен работник, професор. Ама се занимавав и со зографијата во слободно време со мојот брат Крсте. Каде работевте се, Петре? Јас лично сум работал со брат ми во Скопски села. Почетоците беа во црквата Свети Димитрија во Скопје, зашто таа беше оштетена од земјотресот и ја санираа, нели, па мораше да се прават фрески, од тука почнавме да работиме. А и потоа работевме, ја правевме црквата Свети Петар и Павле во Ѓорче Петров, целата црква, икони, фрески. А потоа во Јурумлери исто црквата ја правевме. И таа се вика Свети Петар и Павле, нова црква градена. Бевме во неа, ја видовме. Па таа ја правевме јас и брат ми. Имав и ми е починат и синот, ми беше академски сликар и тој се занимаваше со зографија. Петре, лесен ли тој занает и има ли наследници? Занаетот е како секој занает, не е многу лесен занает. Не е обична сликарска школа, меѓутоа е зографска школа. Треба да се познава како треба да се направи икона, како треба да се постави иконата во црквата и сето тоа зографите, тоа го диктираат, тоа знае. Тоа неверојатно, меѓутоа го опишува во еден специјален прирачник, се вика Ерменија. Поправо ја викаат Ирминија. Јас ја поседувам таа. Тука има напатствија кои светци како изгледаат, како
се сликаат, кај се поставуваат и така натаму. Потоа во таа Ерменија се опишува, поправо ја опишува целата технологија на работа. Има ли наследници? Наследници тешко. Во Лазарополе од секогаш се раѓале умни луѓе, паметни и итри, ама и вешти на раце и на збор, ни кажува Трајко. Ѓурчин Кокале е ктитор на оваа црква која ја видовте. Ѓурчин Кокале е човек со 3 фермани, 3 овластувања од најнапредниот султан на Турција, тој е Махмуд II, реформатор. Бил гостин на султанот 7 дена. Во тие 7 дена од многуте разговори и добил фермани, повторувам, 3, за 3 проблеми да реши. Првиот проблем, добил ферман да изгради црква. И тој го сторил. Вториот ферман е овластување да и покраси тие што примиле муслиманската вера, да и врати повторно во православна вера. И третиот ферман да е доживотен член на мезличот во Дебар. И тоа и бил. Третиот ферман добива и со тоа овластување доживотен член на мезличот во Дебар, и со тој ферман носел и чин, да го наречеме, бек, ама никогаш не облекол беговска долама. Добро, а Лазарополе, од кај името по некој Лазар? Лазарополе, ова што го гледате, е составено, односно доселени се 4 села. Првото село е Главино село, Јаорска вода, Папраѓе и Лопушник. Од тие 4 села е денешно Лазарополе. Основачи на селово се Лазар и Поле. И ние го пишувавме порано Лазарополе, со прекит. Така настанало име. Така настанало името на селово Лазарополе. Во лето, кога Лазарополе, одселениците по светот редовно се тука, работат неколку кооперации. Имаат пошта, амбуланта, фурна, па дури и хотел, да развиваат планински туризам. Кој нема куќа, може во хотелот. Но нас не заинтересира убавиот мал парк со детско игралиште. Таму бистите на поетите Анте Симон и Кочо Коста. Се наоѓаме во спомен паркот во село Лазарополе, кај што се сместени бистите на нашите великани, поети и писатели Кочо Рацин, Симон Дракул и Анте Поповски. Која е символиката? Символиката е во тоа што Симон Дракул и Анте Поповски се двајцата од Лазарополе, се родени тука, додека бистата на Кочо Рацин е сместена на ова место затоа што овој поет е загинат во непосредна близина на село Лазарополе, источно од село околу 5 километри во Лопушник, и земјоделската задруга го носеше неговото име. Во Каршинас се наоѓаат 2 обелиска, тоа се спомен плочи на илинденците од 903 и партизаните во текот на народно-ослободителната борба. И така, го расшетавме Лазарополе, ама ред е одандо да ја слушнеме неговата лична карта, онака по домакински. Лазарополе негдека број од 250 до 290 во моментов куќи. Значи, од негдека, тука максимал еднакво. Жители преку цела година немаме. Значи, има само 2 фамилии што седат и од метеоролошката станица што се нонстоп присутни одека. Во Лазарополе летно време врие од народ, мислам,
можете да видите и вие самите денеска, мислам, со вашето присуство. Така да, негдека летно време, а нарочито пред празникот наш Илинден, ние слава, тоа српска слава, негдека од 2 до 3.000 посетители имаме. И kroz цела година, значи селово поседува, мислам, имаме инфраструктура одлична, со патишта асфалтирани. Сега нема на сите места, има неколку улички така што уште ни се во план да ги асфалтираме. Со качења, така кажено по-нашенски. А другото И иначе другото е све окей, мислам све со асфалт, значи главниот пат што води тука, еве видовте криволја спат имаме до овдека горе, али кој ќе се качите во Лазарополе, гледате една прекрасна, мислам, рамница тоа фактички е. Висорамнина ни е Лазарополе, убавина, невидена, нешто што сега нормално јас како лазоровец морам да се фалам тука, а и не само како лазоровец, него јас пошто сум присутен долго време во Лазарополе, гости што доаѓаат тука, значи сите се презадоволни, мислам, од присуството, од чистиот воздух, од приемот, мислам, на самите жители на Лазарополе. Ние сме прочуени овде камаци во шега, не рачунат како најшеговидни лазаровци. Кал не гази. Кал никогаш не сме ни газеле, ни газиме. И да ви кажам и зимно време исто. Значи патот нас ни е проводен во секое време. За заврне снег на четемниот ден ни е проводен патот, има и зимно време да посетители тука. Доаѓаат деца на скијање. Имаме прекрасен хотел овдека во Лазарополе, самопослуга која изваредно функционира, мислам. Соработуваме со нив ние како местна заедница. Имаме добра соработка и со општината. Од инфраструктура, еве ви кажам, мислам, тоа имаме пошта, значи со фиксни телефони, со фиксна телефонија. Имаме местната заедница каде што е сместена, мислам, и амбуланта. Од годинава почнаме со амбуланта да работиме, имаме рурален доктор, кој редовно не посетува, мислам, и знаете како е тука сега постари, некото имаат потреба од лекарства, али благодарност, мислам, на здравствениот дом од Ростоши, излегува во сусрет и така да функционираме, мислам, и со здравството сме решени, така кажем. Убаво е кога на врв на планина ќе здогледате поле, рамнина, ширина, луѓе и деца, многу деца. Некои дошле со нивните заради планинскиот воздух, некои кај дедовското на своето. Така и Татјана Тања со дечињата. Селото важи за едно од местата со најчист воздух во Македонија, па и пошироко. Богато со кислород. Има многу дрвја, како што гледате, пространи шуми. За децата особено убаво, бидејќи може да дишат со полна плуќа. А тебе уште нешто те врзува за Лазарополе? Да. Дедо ми е потекло од Лазарополе, имаме викенд кукичка во Задал и јас како дете буквално секој лето, целиот летен распуст го поминувавме овде, а и ден денес ја користам прилика, моето дете. Секогаш кога сум во можност да ја донесам овде да ужива во оваа убавина. И да дише со полна плуќа. И да диша со полна плуќа. Со млади и деца, крајот е секогаш хепи-енд, среќен. Корените се дел од колективната меморија, макар и семејна. Довидување од убавите села на Македонија.